Почитувани, зошто после речиси една недела од објавувањето на наводите за следење на Христијан Мицкоски, ниту директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, ниту премиерот Христијан Мицкоски не отпочнаа процедурата за декласификација на документите кои би ги докажале наводите на власта? Зошто самиот тој не побара декласификација на документацијата од Агенцијата за национална безбедност во кој наводно бил следен? Од што се плаши Христијан Мицкоски? Дали може би Мицкоски се плаши од декласификација на овие документи, затоа што ќе ги потврдат индициите за милионски криминал во случајот така наречен Делчевски ниви? Да ја подсетиме јавноста дека во случајот Делчевски ниви беа инволвирани најблиските соработници на Мицкоски, меѓу кои член на неговото лично обезбедување, како и тогашниот директор на Белата палата, односно Централниот штаб на ВМРО ДПМН. Дали овие документи кои Мицкоски одбива да ги декласифицира, покажуваат дека шефот на организираната криминална група, која се стекнала со корист во илјадници евра, е токму Христијан Мицкоски? Дали во овие документи има сериозни индиции за повторно нелегално финансирање на ВМРО ДПМН, како индиции за организиран криминал и корупција? Постапката за декласификација на овие документи е едноставна и би ги разрешила сите дилеми кои ги има во јавноста. Одбивањето на декласификација на овие документи ќе биде доказ дека Мицкоски, како тогаш, така и денес, не може да излезе од криминалната матрица и неговата единствена цел е лично богатење. Ви благодарам.